продолжуваме со серијата проповеди 5 нешта со кои што му искажуваме почит на Бог. И еве да се подсетиме кои се тие 5 нешта. Времето, веќе зборувавме за тоа дека треба нашето време да му го дадеме на Бог. Срцето, зборувавме дека ако нашето срце не му припаѓа на Бог, ништо од овие другите работи нема да му припаѓа на него. Затоа важно е првенствено срцето да му го дадеме најнапред и потоа се друго ќе си дојде на свое место. И денеска стигаме до третото нешто, талентите. Почитувај го Бог со твоите таленти. Кога зборуваме за талентите, на што мислиме? Најчесто мислиме на оние природни наши способности, дарби, вештини. Талентите се нешто по кое што сите ние сме познати. Луѓето најчесто не знаат по нашите таленти. Знаат да кажат, абе тоа оној што многу убав глас има, нели, или онаа жена многу е гостопримлива, а па да знаеш каков зелник знае да направи, нели. И ние обично знаеме луѓето да ги посочиме по нивните таленти, бидејќи се извинувам. Тие се видливи, тие се препознатливи. Талентите се нешто со кое што дури и се гордееме. Нешто за кое што знаеме дека ни оди од рака. И затоа талентите ние можеме или да ги употребиме за своја слава, или да ги употребиме за зло, или со нив да го прославиме Бога. И важно е и талентите да му ги посветиме на Бог. Важно е и со нашите таленти да искажеме почит на Бог или да го прославиме Бог. Може би кога зборуваме за талентите, една од најпознатите параболи во Библијата, во Матеј 25 глава, од 14 до 30 стих, се користи за да може да ни посочи одредени духовни вистини. Нема да ја читаме, но еве ќе се подсетиме. Таму се зборува за Господар кој што пред да замине на далечен пат, на своите слуги им дал, таму пишува таланти, збор многу сличен на таленти, и веројатно не случајно Бог го употребил, и не случајно денес како го зборуваме за дарбите, зборот што го користиме е таленти или таланти. Ќе кажем, имаш ли некаков талант? И верувам дека произлегува од тука, но во приказката Господарот им дава на слугите таленти, на секој различно, на едниот 5, на другиот 2, на третиот 1, и кажува ги остави да работат со тие таланти. И потоа се врати и бараше од нив очит. Бараше дури да му покажат дека тие овие таланти ги користеле и ги умножиле. И оној што му дал 5, вели, еве Господарот, јас овие 5 направив уште други 5. И тој рече, браво, вреден слуго. Но оној што му дал 2, рече, јас ги умножив и направив уште други 2. Додека последниот кој што добил само 1, тој го закопал затоа што се плашал дека со 1 ништо нема да направи. И рече, ете Господару, еве ти го враќам тоа што ти ми го даде. Но Господарот не го пофали него, туку го укори, рече, зол и мрзлив слуго. И беше казнет заради тоа што не работил со својот талант. И од оваа парабола можеме да извлечеме некои корисни работи за талентите. Нешто кое што, еве, сакам денеска да го научиме сите ние. Прво нешто што треба да го разбереме дека талентите ги дава Господарот, Бог. Тие доваѓаат од Него. Кога во нешто сме навистина добри и успешни, без разлика дали тоа е пеење, спорт, уметност, ние имаме тенденција да си ја препишеме славата на себе си и да се фалиме, да кажеме, види колку ме бива. Абе, знаеш ли ја што се постигнав, што се направив, со овие мои раци, а па каков глас имам да ме слушнете. Но ние забораваме во сите овие нешта дека таа дарба ни е дадена од Бог. Затоа е важно да не се возгордееме кога во нешто ќе препознаеме дека сме добри и успешни и да не заборавиме никогаш дека се што имаме, па дури и нашите таленти, тие доваѓаат од самиот Бог. Слушнете што пишува во Јаков, вели, секој добар и совршен дар доаѓа од небото, од Бог. Во Римјаните се вели, бидејќи Бог ни беше благонаклонет, на секој од нас му даде различни дарби. Дарбите кои што ги имаме, талентите, доваѓаат од самиот Него.
Во Псалм вели те прославувам, Псалм 139, те прославувам Господи затоа што чудесно сум создаден. Кога зборуваме за тоа дека сме создадени чудесно, тоа се однесува и нашите дарби и таленти. Бог не создал секој различно, нели? Не создал некој да биде способен да црта убаво, некој да биде способен да пее, некој да биде грижлив. И така сме создадени со нашите дарби. И овде во Псалмот гледаме псалмистот го прославува Бог за тоа нешто. Затоа во сите овие нешта откриваме дека дарбите, талентите доаѓаат од самиот Бог. И затоа треба да се научиме кога ќе препознаеме во нас некаква дарба, да не се возгордеаме ниту себично да ја користиме, него славата да му ја дадеме на Бог за нашиот талент, за нашата дарба, па дури и за нашиот успех, наместо себично да го користиме за себе си. Јас се воодушевувам на многу професионални и успешни христијани во својата кариера, особено во спортот ќе забележите, има христијани кои што се успешни во спортот, се пробиле, станале најдобри во своето поле и ќе забележите дека тие секогаш користат прилика да го прослават Бог за тоа нешто. И не си ја припишуваат славата на себе си, туку секогаш сакат да кажат Бог е заслужниот. На него му служам. И еве ќе ви посочам некои такви примери. Минатата недела имавме настан за лица со посебни потреби, лица со попреченост, Night to Shine. Основачот на овој настан е Тим Тебоу, бивш фудбалер или човек кој што е одбрамен играч во Националната фудбалска лига, но во амерички фудбал. Овој човек бил еден од најуспешните во неговата кариера. И бидејќи бил христијанин, знаете ли по што е познат? Дури ден денеска ако разговарат со американците, тие го знаат како човек кој што секогаш пред да започне фудбалскиот надпревар на теренот, клекнувал на едното колено и го започнувал надпреварот со молитва. Така да сите негови колеги знаат дека тој човек се моли на Бог пред да започне да игра фудбал и дека целата слава му е препишува на него. Еден друг исто познат христијанин во сферата на бейсболот е Алберт Пујолс. Овој трикратен прогласен за најважен играч 3 пати поред во бейсболот и двократен шампион во светска серија. Еве што изјавува јавно овој човек. Вели, не е важно дали ќе победам или ќе бидам последен. Она што е важно на крајот на денот е со моето поведение да го прославам Бог, бидејќи јас за тоа живеам. Колку прекрасно е да може секој од нас да го каже истото. Овој човек вели, јас служам или играм за да го прославам Бог. За мене тоа е најважно на крајот на денот. Еден многу познат бразилски фудбалер, Неймар Джуниор, ќе го забележете, тој е познат по тоа што скоро секогаш кога игра, на својата глава носи една, како да го наречам, стегач носи на главата, на кој што пишува 100% Исус. Или со тоа нешто сака да каже 100% го прославам Исус, 100% играм за Исус, му служам на Него, живеам за Него. Јасно покажува дека се што тој прави го прави за Него. И целата негова слава му ја припишува на Него. Исто така, Кака, ако се сетите на него, тој исто така бивши, еден од најуспешните фудбалери, бразилски фудбалер. Самиот тој често пати носеше мајца со надпис "Јас му припаѓам на Исус". Ова се некои од најуспешните играчи во сферата на фудбалот. Па сепак нито еден од нив не се срамил да прикаже или да објави, да каже тоа што јас сум успешен, мојот Господ е заслужен за тоа. Славата му ја давам на него. Кај нас во Македонија имаме едно момче кој што е млад, надежен спортист, некој ќе го препознаат, Огнен Стефановски. Тој од Скопје, посетува Евангелска црква и веќе постигнува државни рекорди.
скоро беше направил нов државен рекорд во седмобој и има своји неколку лични рекорди. Пошто тој, например, е познат дека тој е исто така христијанин и скоро во една радио емисија или подкаст, кога беше прашан за неговиот духовен живот, тој беше јавно кажал, го беше изјавил ова нешто, вели: јас редовно одам на црква, ја читам Библијата и за мене овој дел од мојот живот е многу важен. Овие луѓе се пример за тоа дека кога во нешто успеваме, кога во нешто сме познати, кога за нешто гледаме дека имаме дарба, ние треба да славата му ја припишеме на Бог. Треба да не забораваме дека таа дарба доаѓа директно од Него. Кога зборуваме за дарбите, ние често пати размислуваме за славни, за познати личности. И си велиме, да, таа личност има дарба убава да пее, има многу добар глас. Овој е многу добар спортист. Но што е со нас, да речам, обичните луѓе? Дали ние имаме некакви дарби? Дали имаме способности? Од она што можеме да го видиме од параболата за Господарот и талантите, можеме да заклучиме дека секој има барем еден талент. Ви ги гледате, Господарот кога даваше на луѓето, ние кажеме, овој човек е многу надарен. А овој нема зашто не го бива. Но погледнете, Господарот на едниот даде 5 таланти, на другиот 2, на едниот 1. Но не остави ниту еден од слугите без талант. Значи, макар и еден да е, сепак не можеш да кажеш јас немам никакви дарби. Затоа, од самата парабола можеме да извлечеме заклучок дека секој од нас има барем една дарба со која што може да му служи и на Бог. Секој од нас има барем еден талент. Во Римјаните 12 глава вели, бидејќи Бог ни беше благонаклонет, на секој од нас му даде различни дарби. Павле не вели на некој од нас, на неколкумина, него вели на секој од нас му даде различни дарби. Секој има одреден талент, но треба да го препознаеш кој е твојот талент, кој е твојата дарба. Ако не си сигурен кој е твојата дарба, тогаш размисли оно што го спомнав на почетокот. Во што си успешен? Во што те бива? Или размисли кој е оно нешто кое што ти оди од рака, кога го правиш лесно. Или нештото кое што го работиш од срце, за кое што сите те фалат. Сигурно ќе се сетиш на нешто за кое што ќе кажат, алал да ти е за ово, како Господ те надарил, како те бива во ова нешто. Зашто те бива? Сега, ние правиме две грешки кога ги испитуваме нашите таленти. Едната грешка е да мислиме дека немаме никаков талент. Вели, мене за ништо не ме бил. Тоа е погрешно. Нема човек кој што за ништо не го бива. Сигурно има нешто за што те бива, само треба да откриеш. Некој рекол, јас имам многу скриени таленти, само се толку скриени што не можам и јас да ги најдам. Сега другата грешка е пак што понекогаш си мислиме дека нешто го имаме како талент, а го немаме. Предпоставете колку е ужасно ако некој мисли дека знае да пее, а нема талент за пеење. Колку треба да страдат другите кога ќе излезам, јас и ќе треба да пеам, и си викат другите, леле, кога ќе престане овој човек. Затоа е важно на вистина да откриеме кој е мојот талент. Или ако некој мисли дека знае добро да зборува, а нема дарба за тоа нешто, и ќе треба да ги измачува другите, да ги масира цел час, а ја нема таа дарба. Затоа е важно да го откриеш твојот талент. Кој е твојот талент? И што се подразбира под талент? Некој рекол, мојата дарба, мојот талент е да спијам. И рекол, мене толку ми оди овој талент, спиење, што можам да го правам дури и со затворени очи. Може да замислите. Но ова не спаѓа во талент, да знаете. Затоа кога зборуваме за таленти, не мислиме на тоа да спиеш, да јадеш, не може да кажам мене ми е талент да јадам. Сите јадеме, нели? Талент е некаква способност која што најчесто е на благослов и на другите. Нешто кое што сме вешти во него, го правиме тоа нешто, ама кога го правиме ние сме благослов на сите останати.
Бејќи дарбата никош не ни е дадена само за себе. Дарбата не ни е дадена за да ние се промовираме. Дарбите, талентите ни се дадени за да со нив да служиме на другите. Ако имаш некаков талент, да знаеш дека тој талент не е за твоја корист. Тој талент е даден за на другите да бидеш на благослов. И по тоа прашање, Джон Бевир во неговата книга "Умножи го твојот потенцијал", тој вели, кога имаме талент, ние можеме талентите да ги користиме за Бог, за себе си или воопшто да не ги користиме. Ово се трите опции. Ние како христијани сме повикани нашите таленти да ги користиме за пред се за Божја слава. И затоа и денеска пораката, проповедта е: почитувај го Бог со твоите таленти. Макар и да е само еден. Со талентите треба да го прославиме Бог. Ово особено се однесува на дарбите кои што се поврзани со духовни служби. Ние во тој случај можеме директно да ги користиме нашите таленти за со нив да му служиме на Бог, да го прославиме Бог. Апостол Павле, Петар на едно место вели во 1 Петрово 4 глава, вели: ако некој е добар говорник, нека проповеда Божја порака. Гледате, Павле вели, ако те бива за да зборуваш, ти можеш да бидеш политичар, можеш да излезеш и да бидеш добар оратор, да зборуваш добро. Ама Петар вели, ако веќе си добар говорник, зошто да не ја проповедаш па Божјата порака? Зошто да не влезеш во проповедничка служба? Па искористи го тој дар, проповедај за Бога. Апостол Павле во Римјаните вели, ако некој е надарен да пророкува, нека пророкува согласно верата што ја има. Ако пак некој е надарен да служи, нека служи. Ако е надарен да поучува, нека поучува. Сите овие нешта се дарби кои што можеме многу лесно да ги употребиме во духовни служби. И можеме со нив да му служиме на Бог. Но дури и не мора да се дарби кои што се говорнички. Овде на сликата го имаме еден наш добар пријател, Ренди Фер, кој што 7 години поред доаѓа од Америка секое лето и 2 месеци од својот живот потрошува секоја година во Македонија за да служи на Бог. Тој оди од град во град и го користи својот талент. Тој умее добро да црта. Излегува на плоштадот, црта слики кои што се со христијански мотиви, можеби крст или нешто друго, и со тоа нешто тој служи на Господ за да може да се пренесува Евангелието, да се проповеда Божјата порака. И замислете, Ренди го прави ова нешто за слава на Бога. 7 години поред тој го вложува своето време, поминува во Македонија и евангелизира насекаде низ сите градови. И ова е еден од примерите како можеме да го употребиме нашиот талент за Божја слава. Ако во нешто ме бива и сум способен, како можам да го употребам директно за да му служам на Бог. Но ние можеме и индиректно со нашиот дар да го помагаме Божјото дело. Некој ќе каже: добро, но јас не сум добар говорник, јас немам дар да пророкувам, јас не сум добар учител, не знам како да проповедам. Што да правам? Јас знам само, знам да правам зелник. Како со тоа да го проповедам Евангелието? Некој ќе рече: јас знам само, да изработувам нешто од дрво, но како со тоа да го проповедам Евангелието? Ако читаме во Излез 31 глава, ќе видиме дека таму Бог му кажува на Мојсей дека тој го надарил Веселеил и многу други луѓе со различни вештини. И еве што пише овде. Вели: гледај, јас го повикав по име Веселеила, го наполнив со Божјиот дух, кој му даде умење, разбирање и способност за секакви работи. Ги да надарив со вештина и многу други способни луѓе, за да можат да направат се што ти наредив. Овде гледаме дека Веселеил и многу други луѓе, тие имаа одредени таленти или вештини да изработуваат нешта од различни предмети. Некои можеа да изработуваат нешто од дрво, некои од метал, и сите тие нешта Бог ги искористи за да може да го подготват или да го направат Божиот шатор.
И тој им даде различни задачи, што се требаше да се направи, да се украси во Божиот шатор. За сето тоа беа употребени овие луѓе со сите тие нивни вештини. Така да гледаме дека овие луѓе не беа проповедници, не беа свештеници, но тие луѓе сепак послужија на Бог за да се изработи нешто во Божиот дом. Ако читаме во 1 Петрово 4 глава, таму дури и гостолюбивоста е наведена како дар со кој што можеме да служиме. Замислете, некој ќе каже, мене не ме бива да зборувам, не знам да проповедам, не можам да поучувам, да водам деца. Јас ништо не знам, јас само сум гостолюбив. Јас можам, ако има некои луѓе, гости, можам само да ги примам, да им направам ручек, да ги угостам, да им искажам добар дојде. Петар вели, и тоа е дар, и тоа е дарба. Можеш и со тоа да му служиш на Бог. Ако си гостолюбив, ако имаш такво срце да пречекуваш луѓе, да го твојот дом отвориш за Господа, можеби да ги угостиш, и тоа е една дарба со која што можеш да служиш. Затоа велам, има различни дарби со кои што можеме да служиме на Бога, дури и индиректно, не мора секојаш да е проповедништво. Еве спомнав минатиот пат за настанот најтушајн. Нам ни треба фризери, стилисти, маникири, ни треба луѓе кои што требаше кога ќе дојдат лицата со посебни потреби да ги разубават. И мене ми е многу драго дека и од Кавадарци, од Неготино се пријавија такви лица, професионални фризери, кои што решија својот дар да го стават во служба Божја. И кога јас ги прашав, разговаравме заедно со Даниела, со нив, дали би сакале да дојдете на тој настан и да послужите, и дури им кажавме дека ние за тоа немаме буџет, немаме пари, дека треба да го направат тоа доброволно. Тие рекоа, нема проблем, не бараме никакви пари, дури ние со наши возила ќе дојдеме, не треба да ни покривате ништо, нас ќе ни е чест од срце да на овие лица и послужиме. И јас ги гледав кога работеа таму, стварно го правеа тоа од срце, со мера ќе им служија на овие лица. Гледате, тие го употребија нивниот дар, тој дар да може да дотеруваат, да разубавуваат, за да може да послужи таа вечер за Божја слава. Затоа велам дека не мора да си проповедник за со твојот дар да му служиш на Бог. Ти можеш индиректно да го ставиш во служба Божја. Може кога има потреба од твојот дар да кажеш, еве јас сум тука на располагање. За овој настан дури ни се јави една жена кројачка, која што не е од црквата. Таа рече, разбрав дека имате таков настан за лица со попреченост. И знаете што рече оваа жена? Ако било кој од овие лица има потреба неговата облека да биде поправена, или треба да му се сошија облека, нека дојде кај мене, јас бесплатно ќе му ја направам. Еве, сакам со тоа нешто да послужам и да бидам на благослов. Оваа жена е свесна за незиниот дар. Таа е свесна дека таа има вештина, способност да прави алишта, облека да шие, и таа вели, јас сакам со тој дар да послужам. Затоа е многу важно да го знаеме нашиот дар и да знаеме дека ние можеме со секој еден дар да му послужиме на Бог и да го употребиме за Божја слава. Пред неколку години, кога добивавме хуманитарна помош, ни испраќаа различни нешто. Добивавме пакети со храна, со облека, и во една прилика добивме една кутија, голема кутија полна со очила, со наочари, со диоптрии. И се чудевме што да и правиме. Внатре имаше, не знам, над 1000 различни диоптрии, плюс, минус. И размислувавме, добро е овие очила да ги поделиме на луѓе кои што си сиромашни, имат потреба од очила, а не може да си купат. Значи, ако ти треба диоптрии, не знам, плюс 1, 2, 1, минус 1, што и да е, ама размислувавме како. И се сетивме дека имаме наш брат, верник, во Кавадарци, кој што има оптика, Тоше, го знаете сите, и тој дури има и свој мини компјутер или апарат на кој што се одредува диоптрија, и решивме да го прашаме, Тоше, дали би се нафатил да одиме заедно со тебе по селата и да направиме бесплатни прегледи за очи, за секој што сака да дојде, и кога ќе дојдат тие луѓе, кои ќе им определиш која диоптрија имат потреба, ќе им дадеме бесплатно очило од таа кутија што е преполна со наочари. И Тоше се согласи. И поминувавме, повеќе села поминувавме,
И дури кога одевме и организиравме такви прегледи, Тоше требаше да помине некојаш 4-5 часа, дури беше преморен на крајот, ама тој беше одлучен, додека не ги поминам сите, нема да завршам. Дури му велев на некој места, ако треба одмори или да прекинеме, не, рече сите ќе ги поминам и потоа ќе завршиме. И во сите тие села, Тоше служеше со неговиот дар. Дарот негов беше да може на луѓето да им определи диоптрии, да може да ги прегледа и да им даде очила. И тој служеше со тој дар. Не проповедаше во селата, не им зборуваше за Исус, но тој правеше добри дела, употребувајќи го овој дар. И на тој начин Бог се прослави во тие села. Веќе тие знаеја дека ние, сакаме да им помогнеме како црква, и Бог се прослави преку таа негова служба. Исто така, ако имавме неодамна, имавме ден на благодарноста, обично знаете на тој ден правиме заеднички ручек или вечера и секој дома донесува по нешто. Тоа е еден добар начин, исто така, вие кои што сте домакинки, кои што готвите, па макар и мажи, да со својот дар му послужите на Бог и да послужите во црква. Имам еден човек од Кавадарци кој што тој има ресторан и тој таму прави, пиши, крофни и такви работи. Тој рече, бидејќи јас тоа го правам и за тоа ме бива, јас од мене сакам да донирам бесплатно, сакам да направам крофни и да ги дадам за таа вечер за црквата. И гледате, секој кој што го познава својот дар, секој со својот дар може да послужи на Бог. Во Америка има една добра пракса по црквите, обично тие ги учат нивните верници да секој да се вклучи во некаква мисија и да послужи на Бог, па дури и оние кои што не се проповедници. И тие знаат често кога ќе дојде летото да организират тимови и да ги испраќаат во земји кои што се посиромашни и таму да помагаат. И знаете што прават во тие тимови? Тие решат, велат вака, нека се пријави секој кој што има некаква вештина. Ако некој е електричар, ако некој е медицинска сестра, ако некој е механичар, што и да е, некој дзидар, нека се пријави и секој со својата вештина нека напише за што го бива, ние ќе ви испратиме како тим во одредена земја и таму да послужите. И често пати те имат испраќено луѓе и во Македонија, ќе испратат од нивните цркви можеби дзидари, електричари, плочкари. И знаете што прават тие? Кога ќе дојдат овде, ќе ни послужат во некој наш објект кој што има потреба да биде завршен, да биде доизграден, и тие бесплатно работат на тој објект. Стават инсталација, стават плочки, мачкат се што треба, стават изолација и тие со своите дарови му служат на Бог. И гледате, иако тие не се проповедници, сепак го употребиле секој својот дар за Божја слава, за да послужи за Божјото царство. Затоа велам дека не е важно каков е твојот дар. Ти можеш секогаш со твојот дар директно или индиректно да го употребиш за Божјото царство. Директно можеш да го употребиш ако можеби твојот дар е говорништво, ако можеби е пеење, ако е проповедништво, ако е пророштво, но индиректно секој еден од нас може да послужи за ширење на Божјото царство. Веќе ти можеш да кажеш, еве, тоа е мојот дар, тука сум, ако црквата има потреба од него, јас сум на располагање. Исто така, можеме да го прославиме Бог со тоа што нашите дарби и вештини ги користиме несебично, одговорно, примерно, честно и квалитетно. Што значи ова нешто? Не мора секојаш со твојот дар да служиш во црквата. Но ако твојот дар го користиш одговорно, честно и примерно, ти со твојот дар го прославуваш Бог. Замисли ако си човек кој што е чевлар во Неготино и сите знаат дека си христијанин, ама си чевлар. Што е важно луѓето да знаат за тебе за да го прославиш Бог? Ако луѓето за тебе имат добар глас, ако кажат овој чевлар никош до сега не ме излажал, овој чевлар секојаш кој ќе му го однесам чевлите, ми ги завршил квалитетно. Никош не ми ставил некаков неквалитетен лепак, никош не ми подметнал нешто. Овој чевлар секојаш кога вети нешто го исполнува. Човек е од збор, никош не лаже, никош не манипулира, не е алчен, не прави некакви манипулации. Ако ти си познат како таков човек, со твојот дар,
тогаш ти го прославуваш Бог. Бидејќи луѓето за тебе имат добар збор, без разлика на која позиција си и што работиш. Може би си добар за да правиш торти, може би те бива за да изготвуваш нешто друго. Може би едноставно си чистачка и одиш може би од стан во стан и чистиш. Предпоставете си какво сведоштво ќе биде тоа и дали вие би го прославиле Бог ако за таква чистачка кажат немој да ја викаш кај тебе, дојде кај мене еднаш ми упропасти се. Или ако луѓето знаат да кажат секаде кај што оди луѓето се жалат и снемува работи. Била во овој стан, била во оној стан, знаеш ли колку луѓе се жалат, работи им нема. Дали тогаш со нашиот дар ние го прославуваме Бог? А сега, представете си обратната ситуација. Ако луѓето за вас знаат да кажат, ова жена ти ја препорачувам без резерва, во секое време. Имам целосна доверба во неа, никогаш ништо не ми снемало, секогаш кој ќе дојде кај мене, се блеска, прекрасно чисто е, си ја врши работата многу добро, совесна е, одговорна е, таква личност можам да ти препорачам без проблем. Сега, ако ние така нашиот дар и талент го правим, го користиме, ние со нашиот живот, со нашиот талент го прославуваме Бог. Затоа е важно, дури и да не служиш со твојот талент во црквата, ако ти живееш примерно со твојот талент, ако твојот талент го користиш по начин кој што е примерен, ти го прославуваш Бог. И важно е да не дозволиме нашиот талент да го извалка Божјото име. Тебе може да ти биде даден некаков талент, некаква дарба. Немој да ја употребуваш таа дарба за ѓаволот. Немој да ја употребуваш таа дарба во нешто кое што на Бог не му е угодно. Нешто кое што се претвара во греф. Има еден многу познат глумец, неговото име е Нил Макдона. Не знам колку од вас ќе се сетите на него, за жал не се сетив да најдам слика. Овој човек е посветен христијанин. И кога тој почнал да успева во неговата кариера како глумец, почнале да му нудат непристојни понуди. Но тој донел одлука, рекол вака: нема никогаш да снимам непристојни сцени, разголени сцени, нема никогаш во филм да имам љубовни сцени или бакнежи со друга жена. И заради таа негова одлука, тај негов став, често пати тој губел работни позиции. Многу пати дури губел добри понуди за некаква улога. Бил дури отпуштан од работа затоа што одбивал да сними одредена сцена. Но овој човек останал на својот став. Јас мојот талент, глумата, нема да ја употребам за да можам да промовирам неморал. И тој рекол, јас сакам да останам верен на својата сопруга и на мојот Бог и никош нема да снимам неморална и разголена сцена. Што мислите, дали овој човек погрешил во неговиот став? Не. Но заради тоа нешто, тој требал да плати цена. Тој сватил дека има талент и тој решил со неговиот талент никош нема да го обесчести Бог. Со неговиот талент никош нема да го посрами Божјото име. Тој сака да го употреби неговиот талент да глуми, ама во неговите глуми никош да нема непристојни сцени. Сега, применете го тоа во вашите таленти. Вашиот талент не мора да е глума, ама со било што вие сте го препознали како талент. Вие можете да служите на Бог или можете со него да правите работи кои што на Бог не му се угодни. Жално е што има многу луѓе во овој свет, дури и некои што се нарекуваат христијани, кои што својот талент го користат за да живеат во греф или го користат за да промовираат нешто што е погрешно. Дури има луѓе кои што нивниот талент бил откриен во црквата или го развиле во црквата, но подоцна со него решиле да служат во светот. Знаете ли дека еден од најпознатите пејачи и музичари Елвис Присли, тој започнал во црква. Јас имав професор кој што ми предаваше во теолошкиот факултет. Тој рече Елвис Присли доваѓаше во нашата црква и јас го знам уште додека беше дете. И тој ни покажа слики од Елвис Присли кога бил во нивната црква. И вели тој, знам дека во црквата го откри својот талент, таму почна да свири на гитара,
служеше во црквата, пееше, свиреше, но подоцна тој заминал од црквата, престанал да оди на црква и решил да својот талент го употреби во светот. Една друга позната пејачка која што започнала во црква е Витни Хјустон. Исто така Кати Пери. Тоа се познати пејачи и музичари кои што започнале во црква, но подоцна нивниот талент решиле да го предадат во светот. Кога бев во Јужна Кореја, минатото лето во август, за време на една од богослужбите таму излезе еден млад човек да пее. Додека траеше славењето, тие го поканија него напред и тоа беше богослужба во која што бевме присутни некаде над 14.000 души, огромна сала. И замислете, чест е да излезеш пред 14.000 души и да настапиш соло со еден прекрасен глас да излезеш и да пееш. И се гледаше дека овој човек во ова нешто е успешен. Беше убав, симпатичен, згоден млад човек, убаво облечен, излезе напред и кога тој почна да пее имаше прекрасен глас да ти е мерак да го слушаш. Но наеднаш насред пеење човекот прекина, падна на колена и почна да плаче. И почна да зборува нешто на корејски. Ние предпоставивме дека се моли, зборуваше на корејски, плачеше. Ние не можеме да разбереме зашто станува збор. Што е работата? Зошто овој човек сега на сред песна прекине и почна да плаче и да се моли? Зошто? Јас почнав да си предпоставам, може би овој човек за нешто се кае, нешто плаче, нешто, или му е тешко, некаква мака искажува пред Бога, или може би е дел од неговата кореографија на песната, не знам, само си предпоставувавме. Но веднаш после тоа излезе друг човек, веројатно еден од старешините таму, и на англиски ни објасни зашто станува збор. Ни каже дека овој човек кој што пееше е всушност многу познат пејач во Кореја. Сега ние не го знаеме, ама исто како на корејците да им кажеме за Тоше Проевски, тие ќе кажат кој е тој, нели? Но за нас е многу познат. За нив овој човек бил многу познат пејач во Кореја, дури светски пејач, но работата била што овој човек започнал да пее во црквата. Тој бил христијанин кој што служел во црквата, пеел во црквата, но после некое време престанал да оди на црква. И тој започнал да служи во светот, таму да си ги промовира своите песни, но за жал го немало во црквата. И кога бил поканет сега да пее на овој собир, на оваа конференција на која што бевме и ние присутни од над 50-60 земји, Светиот Дух него го допрел и тој на колена всушност се каеше: Господе, прости ми што јас те заборавив. Тој се каеше затоа што го оставил дарот за да служи во светот. Го оставил Бог за да може во светот да го промовира својот глас. И тој се каеше и плачеше пред сите нас. Затоа е важно да знаеме каде припаѓа нашиот дар. Да не дозволиме со нашиот дар да го обесчестиме Божјото име. Да не дозволиме со нашиот дар кој што ни е даден од Бога, наместо да му служиме на него, ние да служиме во светот. Не е погрешно со нашиот дар понекогаш да се издржуваме. Не е погрешно со нашиот дар да правиме добри дела. Но жално е ако ние имаме дар кој што го препознава целиот свет, го препознават сите, и ние со тој дар во светот се промовираме, но во црквата ние не сме спремни да го употребиме. Замислете во нашата црква да го имаме Владко Стефановски, најпознатиот гитарист, најпознатиот, најуспешниот можеби гитарист во Македонија и музичар, да го имаме Владко Стефановски во црквата, а таа црква да нема славење, да нема кој да води славење. Зар не би било жално? Сите луѓе знаат, во цела Македонија знаат, Владко Стефановски доаѓа кај вас на црква. И си велат сега сигурно кој ќе отидеме таму ќе има прекрасно славење. Доваѓаат тука и пееме акапела. И луѓето велат: зошто акапела? Па нема кој да ни свири. Зар нема првото прашање логично да биде: па чекајте, нели го имате тука Владко? Зар не би било жално во црквата да го имате најдобриот музичар, а да нема кој да води славење? Да го имате најпознатиот диригент во црквата, а да нема кој да води хор? Зар не би било жално ако во црквата имаме можеби 10 луѓе кои што се учителки,
кои што се негователки, кои што предаваат во училиштата, а да нема кој да ни го води во црквата неделното училиште и кој да предава на децата. Ние би си рекле, па чекайте, па нели имате учители во црквата? Зар не би било жално во црквата да имаме тројца, четворица молери, а црквата да ни е неокречена? Затоа, ако во црквата има некаков човек што е експерт за нешто, а истиот тој дар не го користи и да рече јас сум тука на располагање, тоа би било жално нешто. Жално е ако сите овие дарби во светот се употребени, но кога ќе дојдеме во црквата и кажеме, не, тој дар, тој си е за мене. Ако ти го имаш тој дар, тогаш би било нормално да со тој дар бидеш спремен, ако си христијанин, да послужиш на Бога, да кажеш, еве, тука сум на располагање сум. Замислите, во црквата имаме, можеби, експерт по компјутери, имаме дизајнер за графички дизајн и било што друго, а нема кој да ни води со компјутерот, да ни ги води YouTube каналот, или нема кој да ни спрема веб страни или што и да е. Еве сега моментално изработивме, да се пофалиме, веќе ни е пуштена во употреба веб страна на Евангелска црква во Македонија, до сега немавме, и ја имаме од пред недела време. Страната ни беше изработена бесплатно од еден наш брат кој што живее во Скопје, човекот кој што се разбира од веб дизајн. И тој рече, бидејќи тоа е мојот дар, знам тоа да го правам, и јас сакам да го направам и нема да ви земам ништо пари. Сакам да го направам за Господ, нека биде за Божја слава. И тоа ја изработи страната. Се уште има некои работи кои што треба се доработат, но тој реши да го потреби својот дар, кога веќе го бива за тоа нешто, за слава Божја, за да послужи на црквата. Затоа е важно да го препознаеш твојот дар, да му дадеш слава на Бог за твојот дар и да не дозволиш твојот дар да биде злоупотребен. Ако имаш некаков дар, а сигурно имаш барем еден од оно што го видовме од Словото Божјо, тогаш стави го на располагање на Бог. И последно нешто, што е можеби сериозна порака, но е важно да ја знаеме, она што не учи и самата парабола е дека ние ќе носиме одговорност за секој еден наш дар што го имаме, а не сме го употребиле правилно. Еден ден ќе одговараме пред Бог за нашите, особено за нашите закопани таленти. Ако ја читате внимателно параболата за талентите, ќе видите дека нагласокот на оваа парабола, главната порака е дека ние носиме одговорност ако не сме го употребиле талентот што ни е даден. Ви ќе гледате целата парабола зборува за тоа дека некој му било дадено 5, на некој 2, на оној што му беше дадено 1 го закопа и тој не го употреби и Господарот него на крајот го казни. И пораката на оваа парабола е дека не можеш да го закопаш твојот талант, твојата дарба и да очекуваш за тоа еден ден да немаш одговорност пред Бог. Ти можеш да кажеш, добро да, јас имам дарба, тоа си е моја работа, што ќе правам со мојата дарба. Но не е твојата работа. Не е твоја работа. Ако ти е дадена од Бог, ти имаш одговорност да ја користиш. Ако имаш дарба, талент, способност, вештина и ти е дадена од Бог, имаш одговорност да го користиш. Ако не го користиш, еден ден ќе треба да дадеш сметка пред Бог. Ако читаме, оде вика, неполезниот слуга фрлете го во крајната темнина, каде што ќе биде плач и чкртање сузави. Гледате, Господарот не рече, добро да оставете го, ајде, негова работа, не го употребил, не. Може би ни звучи премногу сурово, бидејќи ние Господ Исус го представуваме како некој полн со љубов, но истиот тој наш Господ Исус што знае да покаже љубов е и наш Господар кој што ќе бара отчет. И затоа еден ден кога ќе застанеме пред него, тој вели, оној слуга кој што нема да го употреби талантот, фрлете го во крајната темнина. Тој ќе биде казнат. Ќе носиш одговорност ако знаеш дека си имал талент, а не си го употребил. Замисли дека си знаел дека имаш способност да зборуваш, да проповедаш, а секогаш кога си бил замолен, ти си велел, не, јас, ај некој друг, не мора јас. Знаеш дека имаш добар глас и те бива за пеење, а кога црквата имала потреба од некој да го води славењето, ти си велел, не, некој друг нека пее, не мора јас.
Може би знаеш дека те бидува за да свириш на синтесайзер, на клавир, а никогаш не си се ставил во служба и велел, не, јас не икам тоа нешто, некој друг нека работи. Пак ќе кажам, како што спомнав порано, многу е тажно и верувам дека и таа личност еден ден ќе носи одговорност пред Бог. Ако во црквата има личност која што ја бива за да свири на клавир, на гитара, на било што, а таа црква нема човек кој што ќе води славење. А клавирот стои тука и личноста не сака да свири, вели. Ја не сум дојден за тоа тука. Јас може би свирам професионално, може би ме бива, ама ја во црква сум си дојден тука само за да седам, да слушам. Таа личност, ако не го употреби својот дар, еден ден кој ќе застане пред Господарот, тој ќе бара отчет. Апостол Павле, ако читаме во 1 Коринтијаните, во 9 глава 16 стих вели: ако го проповедам Евангелието, нема зашто да се фалам, зашто тоа ми е должност. Но вели тешко мене, ако не го проповедам Евангелието. Зошто Павле вели тешко мене, ако не го проповедам Евангелието? Бидејќи Павле знае дека тоа е неговата способност, неговата дарба, тој е повикан за тоа нешто. И тој вели, ако јас не го проповедам Евангелието, а можам да го правам тоа нешто, тешко мене, бидејќи еден ден кој ќе заставам пред Бог, за тоа нешто ќе носам одговорност. Јас сум повикан тоа да го правам. Сега, секој од нас нека се преиспита која е неговата дарба и колку ја користи. Ако ја користиш, користи ја за слава Божја. Ако не ја користиш, откопај ја, немој да дозволиш таа да остане закопана, бидејќи еден ден ќе треба да дадеш отчет за тоа нешто. Ние можеме со нашите дарби да служиме и во светот, но мислам дека е многу подобро ако со нив служиме на Бога. Некои од вас го знаат пастор Мирче Андреев, тој почина, но беше одличен говорник. Колку од вас го имате слушано? Многу од вас го знаете. И многу луѓе во градот знаат дори да ми кажат, кога ќе дојде пастор Мирче да проповеда кај вас, обавезно викни ме, сакам да го слушам. Веќе беше навистина надарен говорник, се гледаше, тоа беше очигледно. Природно од него излегуваше, беше толку убаво да го слушаш, толку надарен да сподели интересни примери, да ги објасни на еден забавен начин, да привлече внимание. И некој еднаш му рекол, добро, ти си толку добар говорник и знаеш многу работи, и си начитан и прошетан, и се разбираш во многу нешта, навлезен си во многу тематики, многу проблематики. И му рекол, знаеш дека тебе може да биде и добар политичар. И некој му понудил, му рекол, зошто ти не станеш политичар, зошто не се кандидираш? Мислам дека ќе бидеш успешен ако се пробаш и на тоа поле. И знаете Мирче што му одговорил? Тој рекол, не се сомневам. Верувам дека можам и во тоа поле да бидам успешен. Верувам дека ако се обидам, можам и таму да се пробијам и да го употребам тој мој дар, мој талент за таму. Но знаете што одговорил Мирче? Тој рекол, политичари имаме многу. Политичари имаме секако во оваа земја колку сакаш, но немаме многу проповедници. Бог има потреба од проповедници. Ако јас мојот дар го дадам за политика, кој ќе го проповеда Божјото Слово? Јас сакам со мојот дар да му служам на Бога, а не да бидам политичар. Затоа е важно. Ние можеме со нашиот дар да правиме и други работи, но ако Бог те повикува со твојот дар да му служиш на Него, тогаш употреби го за Негова слава. Бог ќе се погрижи за останатото. И немој да го злоупотребуваш твојот дар. Ке има ситуации кога ѓаволот ќе ти искуша со тој дар можеби да направиш нешто што не е по негова волја. Затоа Библијата ни кажува дека и за тоа нешто ќе одговараме. Има еден човек по име Джейк Филипс. Тој во Америка е познат по тоа што беше тужен и беше на суд затоа што е успешен пекар или они го нарекуваат уметник кој што изработува торти. Но тој не прави само торти, тој ги прави по еден толку уметнички начин, што навистина од нив прави уметност. И прави торти за различни поводи, за свадби, ако му кажат, тој ќе го нацрта твојот лик, па ќе напише честито, па не знам, прекрасна свадба, било што. И во една прилика дошле кај него двајца хомосексуалци и побарале тој да направи торта за нивната свадба.
и да им напише честител брак и некои други работи. И тој одбил. Тој рекол, јас сум христијанин, му служам на Бог и јас со мојот дар не можам да промовирам нешто што Бог не го одобрува. И затоа беше даден на суд. И повеќе од година време го судеа. И тој имаше можност, беше во ситуација дури да го загуби целиот свој бизнис, да плати огромна штета, но тој рече, без разлика на се, што и да пресудат, јас нема со мојот дар да промовирам нешто што не му е угодно на Бог. Фала му на Господа што на крајот тој го доби делото, беше пресудено во негова полза, но тој остана цврст на својот став. Не попушти и реши со својот дар да прави само работи со кои што Бог го прославува. Еве, сите овие нешта нека ни послужат и на нас. Сите овие примери, сета ова поука денеска, нека не предизвика и нас да размислуваме секој за својот дар. Верувам дека повеќето од вас знаете кои се вашите дарби, вашите таленти. Верувам дека и кај секој од нас има и работи кои што можеби уште и не сме ги открили. Многумина од нас не знаат дека за нешто сме способни, а Бог не надари. Но знаете кој е еден од начините како може да откриете? Пробувајте. Еве, ние немаше да знаеме дека Жаклина ја бива за проповедање ако денеска не ја дадевме можност. Така да, една од причините зашто ние замолуваме некој од вас да излезат и да кажат нешто на кратко, е за да можеме да го тестираме вашиот дар, да може да излезе вашиот дар на површина. И некој од вас ќе се изненадите кога ќе излезете напред и ќе кажете, па чекај, мене за ова ме бивало. И можеби најдобро ќе го потврдат тоа и другите кои што слушаат, кои ќе видат дека во тоа нешто ве бива, ќе ве поддржат, ќе ве охрабрат. Затоа е добро да не се плашите кога ќе бидете за нешто замолени да направите. Некој од вас ќе откриете дека ве бива за да работите со деца. Ќе кажете, не, јас не знам, јас сум срамежлива, не знам, ама кога ќе ви ја дадат таа улога, ќе ви е мило, ќе се осеќате пријатно, ќе се осеќате исполнети, ќе кажете, чекај, ова било убаво, добро било. Затоа, молете се Господ да ви покаже кои се вашите дарови. Ако веќе знаете, барите од Господ да ве употреби во нив и да биде тоа за Негова слава. Еве, тука ќе завршам, бидејќи зборував доста.